Денеска почна дистрибуцијата на 1.013.357 гласачки ливчиња за вториот круг од локалните избори кои ќе се одржат во недела, а од Државната изборна комисија велат дека процесот се одвива непречено. Граѓаните во вториот круг ќе гласаат за градоначалници во вкупно 32 општини, како и во град Скопје. Според изборниот законник за конечен избор на градоначалник во вториот круг не е предвиден цензус, па така потребно е само да биде освоено мнозинството од гласовите на тие што гласале. На 2 ноември ќе има и прегласување за членови на совет на 3 избирачки места во општината Шуто-Оризари, во општините Гостивар, Врапчиште, Центар, Жупа и Маврово, каде во првиот круг не беше постигната излезеност од најмалку 33,33% од запишаните гласачи. Во недела нема да има гласање, туку изборите во овие општини ќе се одржат одново. Нивното повторно одржување треба да биде по објавувањето на конечните резултати од вториот круг, но не подоцна од 60 дена. Денеска се одвива распределбата на доверливиот избирачки материјал преку 13 рути, се дистрибуира избирачкиот материјал до општинските изборни комисии. Вториот круг на локални избори за сега ќе го наблюдуваат 1569 наблюдувачи кои што се акредитирани од страна на Државната изборна комисија. Од нив 904 се домашни, 651 се меѓународен наблюдувач и 14 странски новинари. По прогласување на конечност на резултатите, откако ќе изминат сите рокови и за тужби, тогаш ќе се треба да се спроведат и повторните избори. Ова би значило целосно нова изборна постапка. Во првиот изборен круг кој се одржа на 19 октомври, беа избрани градоначалници во вкупно 44 општини. Инаку во сабота на 1 ноември ќе гласаат болните и изнемоштените лица, затворениците како и лицата во домашен притвор, чии пријави се прифатени од општинските изборни комисии.